дали локалните власти се чувствуваат засегнати од заминувањето на младите? И ако вие сте првата врата на која што кога ќе се вратат дома би се обратиле, би сакала да слушнам дали локалните власти, поединечно или заедно, имаат некаков план или перспектива што можат да ни понудат. Пред добар ден и благодарам за вашата покана, која што ми ја возможливте да можам бар дел од она што представува добри проекти, кои што сме ги реализирале како општина за младите, а ги има премногу. Секако би сакал една конструктивна идеја во однос на насловот, кој што веќе ви е ставен како да се вратиме дома. Тие што заминале во еден правец или планира да се вратат. Нашето размислување како локална власт е како да ги оставиме младите дома или како да останеме дома и кои ќе бидат мерките и се за тоа што може локалната власт да направи да младите останат во своето родно место. Секако ако имаме во предвид и дека основната причина за нивното заминување е демотивираност. Нема мотивираност, не познавајќи во исполитизирано општество, кој што рече председателот, дека најголемиот број на млади се членови на политички партии, до коска би рекол сме исполитизирани, многу малку водиме сметка за она што е реален живот, школување, вработување, семејство и да останат во родниот крај. Секако дека и од тука почнуваме да ги решаваме. Секако дека од ова што иселувањето е само последица. Ние треба да се занимаваме со причините. Зашто тие заминуваат од нашата држава? Причини има многу. Дел од моите соговорници, председателот, ги спомнам. Ние мора да вработиме на мотивираноста и делот уште од најмала возраст да возможиме услови на сите да се почувствуваат дека навистина можат. Ќе набавам само дел на обврски кои што како општина ги имаме спроведено, можеме и ќе го правиме во наредниот период, се со цел да ги мотивираме младите луѓе да останат во својата општина. Во основното образование на најдобрите 40 млади ученици и спортисти им доделуваме стипендија. Тоа како општина го имаме. И тоа и понатаму ќе го продолжиме, затоа што ова е навистина убава можност каде што преку интерактивната соработка на учениците, најдобрите ученици се одбираат и секој од тие служат за пример и се вистински амбасадори на промоција на самата општина, кога ги имаме надвор од училишните клуби во надпреварите. Секако дека големите проекти кои што ги спроведуваме во сите 11 основни училишта толку има општина Газивава и секако дека големите проекти даваат можност да се слушне токму гласот на оние ученици кои што се веќе би рекол во зрели години да размислуваат за граѓанското општество, за уредување и дури бев многу пријатно изненаден. Например, во основното училиште Дане Крапчев, кој што се наоѓа во Ченто на последната нивна седница на училишен парламент, рекол градоначалниче, ние имаме до вас барање, сакаме покрај пешачката патека која што е направена, сообраќајната и вертикална сигнализација, да ни направите заштитна ограда на самиот тротоар заради безбедноста на учениците. Колку зрело размислуваат и колку добри и креативни проекти. И нормално, јас како градоначалник тоа веднаш им го ветив и веќе тоа го спроведуваме. Целта е да го слушнеме нивниот глас и да бидат почувствувани дека и тие вредат во општество и дека не ги заменаруваме. Значи, не смееме да ги ставиме дека тие се во втор план на нештата кои што треба да бидат. Исто така, работиме во делот како општина за она што можеме да го направиме уште од најмалата возраст. Во делот на училишните и градинките, каде што овозможуваме соодветни услови на сите основни училишта да имаат своји парламенти и барањата да ги достуваат до градоначалникот. Во општина Газивава имаме 3 средни училишта, кои што можеби во другите општини ги нема. Демотивираноста до мината година, ако беше до таа мера намалена, сега ќе покажам некои бројки кои што се во апсолутна и во релативна бројка и покажува дека навистина можело да се направи, ако се сакам, пред се да се мотивираат младите, да се мотивира бизнес секторот кој што представува околу 2/3
на територија на општина Газивева од македонското вкупно стопанство, преку 4300 физички правни лица фигурираат како бизнис наши соработници и можевме навистина преку дуелното образование кој што претходно го имаме само во средното градско училиште Михајло Пупин, кој што произведува профили од електроструката, во сите три училишта ги зголемивме буквално за 3 пати запишаните ученици во прва година, во текот на 2019 или во апсолутно преку 300% се зголемени од 2017 година. Тоа значи дека навистина можело и вреди да се направи добра промоција пред се на занимања во средните училишта, али додадовме уште една, по мене, безцената вредност. А тоа е вклучувањето на бизнис заедницата, нивно стипендирање на учениците кои што учат во средните училишта. После тоа ќе се осврне во тоа колку и каде сме изфинансирале и измотивирале од младите луѓе да потпишат договор да можат да учат и да останат. И што ми е навистина драго во оваа прилика да можам за прв пат да го соопштам пред вас и да го презентирам пред македонската јавност. Секако дека не сме ги забравили студентите кои што ги имаме во нашиот кампус при Универзитетот Свети Кирил и Методи, таму се 5 факултети. Значи на 2 добри проекти кои што ги направија студентите, ги одвоивме преку 100.000 денара. Едниот беше за Дендра паркот за флората и фауната кој што се наоѓа во кампусот на факултетите одма до општина Газибева, а вториот беше за еден модул на студентите од земјоделски факултет за наводнување на капка по капка, каде што навистина во земјоделството ќе биде добар пример кој што може да им помогне земјоделците. Ова е се само 2 примера кои што навистина ги успеавме да го направиме. До наредната година планираме ваквите фондови и грант кои што ги правиме за студентите и за учениците да ги зголемиме и да ги дуплираме во дупла вредност. Средното образование навистина има вистинска можност во сите средни училишта каде што по нашите сознанија во моментов во бизнес секторот недостасуваат 860 луѓе кои што би можеле веднаш да ги запослиме. Бидејќи се дефицитарни, со Центарот за доживотно учење, толеранција, квалификација и преквалификација, кој што е сместен во средното училиште 8 септември и кој што изучуваат исклучиво во металската струка, имавме во мај месец на едно место промоција на школите, бизнес секторот, подпишување на договорите, нивните родители на деца да бидат запознаени. И она што би можел сигурно да издвојам во целата ова работа, дека наистина тоа вредеше. Спомнав колку биле претходно и колку се сега. Во средното училиште Михајло Пупин во 2017 година беа само 90 ученици во прва година, сега се во ова година 256. Во Асус Боро Петрушевски во 2017 година беа запишани 147, а ова година се 220 ученика. Најалармантно беше во основното училиште 8 септември, средно каде што беа 2017 само 14 ученика, имавме повеќе професори и наставен кадар, а сега во 2019 имаме 60 деца од сите националности. Ова се средношколци во основното училиште 8 септември, каде што покрај помошта и стипендирањето од компаниите обезбедивме и бесплатно нивно сместување во студентскиот дом без да платат ни денар и да бидат стипендирани од компаниите по 2000 денара да учат и паралелно покрај теоријата да изучуваат пракси во нивните фирми. Дополнително обезбедивме превоз на 2 недели оние кои што не се од Скопје да си го посетат до родниот крај бесплатно затоа што да не се додаваат во дополнителни трошкови. Центарот кој што се наоѓа за толеранција и за доживотно изучување преквалификација кој што посредува помеѓу невработените и учениците и сите оние кои што бараат работа, на сите запишани во во средното училиште 8 септември и возможни надомест од 2000 денара,
без исклучок, со тоа што навистина 16 ученици веќе потпишаа договор со фирмите кои што се како Факум, Завар, Спекторнова, Толту, Алкалоид, Арија Металь, Тафо и така натаму. И другите, и во фаза сме на потпишување на уште дополнителни договори до крајот на годината. Од сите 60 ученика само 20 на моментално не ги потпишале договорите кои што планираат да го продолжат своето учење и да студираат. И тоа го разбираме, значи возможуваме да го изберат можноста да завршат, да се вработат, да останат тука или да продолжат со делот на студирањето. Во текот на 2019 година преку преквалификација и двоквалификација во Центарот за толеранција и доживотно учење и преку средното машинско училиште ЕМУС 8 септември вработивме 63 лица кои во моментот се преквалификувани и 85 лица кои после завршувањето на обуката која што трае, отприлика трае 3 месеца, очекуваат сигурно работно место и веќе потпишан договор во фирмите на територија на општина Газибова. Секако дека со добра презентација, мотивација, запознавање на сите чинители, можеме да направиме навистина вистински исчекор во овој дел. Дозволете ми уште сосема накратко да набројам кои се останатите проекти кои што општината ги прави се со цел да ги реализира за младите. Значи, одвојуваме 2 милиона денара како општина на младенскиот совет кој што представува непартиски и кој што ќе треба самостојно да одлучува во овие рамки за што ќе ги трошат парите младите и во кој правец тоа ќе се одвива. Најчесто размислуваме за една голема идеја која што би ја нарекле младински центар, да обезбедиме просторија преку 1000 метри квадратни, каде што покрај општината, младите, професорите, менторите, обезбедиме 24 часовно работење на таков младински центар на умови кои што ги имаме, да можат да творат, да работат кога ќе посакаат, кога ќе можат, кога ќе бидат слободни, пред факултет, после факултет и така натаму, да овозможиме услови и амбиент кој што навистина ќе доликува за да целиот творечки дух го остават овде во Македонија, вклучувајќи ги партнерите, бизнис заедницата овде, а и да ги продават своите проекти и надвор од државата. Секако дека доделувањето на 40 стипендии кои што ги спомнав, субвенционирањето во делот на доквалификацијата и бизнис секторот, делот на доделуваме и доделувањето на 60.000 неповратни средства на млади кои што сакаат да отворат фирма, дополнително од социјално категориите и луѓе кои што се на социјалниот ризик неповратни. Делот каде што преку 2 милиона денара на младинскиот совет и грандови на млади иноватори не се за подценување, јас само спомнав и дека водиме сметка за сите млади, дури и они кои што се во 8 одделение. Средношколците и студентите, тие ни се таргет. Тоа беше една символика која што упативме дека им стоиме на располагање, на сите им сме им верен партнер во иднина, затоа што само така ја гледаме општина Газибел како нивни дом, без разлика на средината, етичката припадност, религиозноста, образовната структура и така натаму.